Повеќето анкети покажуваа дека ќе загуби, но Доналд Трамп докажа дека може да победи. Бизнисменот кој никогаш порано немал јавна или политичка функција е избран за 45-ти председател на Соединетите држави. Тој победи во клучните држави како Висконсин, Пенсилванија, Охајо, Северна Каролина и Флорида, со што доби повеќе од неопходните 270 гласови во изборниот колеж. Обраќајќи им се на приврзаниците во Њујорк, Трамп изјави дека е време за американците да се обединат. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Тој рече дека имал телефонски разговор со неговиот демократски ривал Хилари Клинтон и оти таа му честитала на победата. Трамп рече дека и тој честитал за тешката председателска трка. Трамп се тркаше со ветувањето да ја направиме Америка повторно голема, наведувајќи дека неговите бизнис вештини ќе ги донесе во светот на политиката. Њујоршкиот милиардер, бизнисмен и поранешна ТВ звезда на реалити шоуа, неочекувано стана републикански председателски кандидат. Дрзок магнат со недвижнини, тој ги шекираше политичките експерти и партиските функционери. Во трката влезе пред 17 месеци и при тоа успеа да ги победи 16 други главни кандидати за обезбедување номинација од републиканската партија. Политичкиот почетник остро ги критикуваше и навредуваше неговите ривали на Твитер и на дебатите. Меѓутоа и самиот неколку пати се најде во непријатна ситуација, особено во врска со неговите навредливи изјави за жените, односно неговите невкусни коментари пред 10 години, објавени во текот на кампањата. Тој вети нови работни места и намалување на даноците, не откривајќи многу детали како мисли да го направи тоа. Трамп за време на кампањата честопати ги менуваше своите ставови за многу прашања. Тој вети изградба на ѕид по должината на американско-мексиканската граница за да спречи имигранти да доаѓаат во Соединетите држави. Трамп се залагаше и за целосно блокирање на влезот на муслиманските мигранти во земјата. Според оценките, тој беше губитник во сите 3 телевизиски дебати со Клинтон. 70-годишниот Трамп оцени дека Клинтон била најлошиот државен секретар во американската историја, додека за Владимир Путин рече дека бил голем лидер. Тој изјави дека Клинтон ќе биде затворена поради тоа што користела приватни мејлови додека била државен секретар. Доналд Трамп има германски и шкотски корени, а роден е во Њујорк. Дипломира економија во 1969 година, не служел војска, а работел во фирмата на неговиот татко, пошто ја наследува во 1999 година. Неколку пати оваа фирма има прогласено банкрот. Се проценува дека неговото богатство изнесува над $3,5 милиарди. Има 5 деца од 3 бракови.